ние продолжуваме со програмата, она што следно го подготвивме во рамките на денешното издание на емисијата Слободен печат е исто така не многу пријатна тема за разговор. Ќе зборуваме за смртоносните трендови на социјалните мрежи со фокус на TikTok. Ќе потсетиме дека неодамна се случи сообраќај на незгода, кобна сообраќај на несреќа во Кичево, во кое што животот го загубија тројца млади луѓе. Се работи за лица на 19, 20 и 32 годишна возраст. Причината за несреќата официјално излезе соопштение дека била поради тоа што едното возило всушност правело TikTok предизвик, познат како ча-ча. Впрочем, возеле во обратна насока со 180 км на час и се движеле во погрешен правец, удриле во другото возило и се случи оваа несреќа. Пред една година ќе потсетиме дека и 14 годишно девојче почина од струен удар откако се качи на железнички вагон, докој стоела цистерна за да се снима на TikTok. Колку е опасен, почитувани, виртуелниот свет? Како да ги заштитиме децата и воопшто корисниците на социјалните мрежи од овие смртоносни TikTok и воопшто трендови? Имаат ли друштвените мрежи позитивна страна? Од 1 јануари 2024 година, Американската сојузна држава Монтана забрани користење на TikTok. И не е единствена земја. И Индија, Пакистан, Нигерија, Афганистан и САД се на пат да го забранат TikTok. Дали забраната на употреба на TikTok е решението? Зборуваме во продолжение. Чести задоволство ми е што ќе имам прилика и можност да разговарам со Мирјана Јовановска-Стојановска, психолог и психотерапевт, претседател на Комората на психолози и професор. Добре ни дојдовте во Слободен печат. Добре ве најдов. И Александар Динев, најпопуларниот тиктокер во Македонија. Добре ни дојдовте. Мило ми е. Фала на поканата. Ви благодарам многу што ја прифативте поканата на вистина сериозна тема. Стојановска, ќе започнеме со вас. Во една прилика ќе речете: објавата на социјалните мрежи не е вредна за да се загуби животот. Колку трагедиите кои што се случија во последно време не освестија како треба да се однесуваме на социјалните мрежи? Па да, не освестија нас возрастните, можеби, затоа што изгубивме млади луѓе, ни се зголеми стравот за сите наши други млади луѓе кои би можели исто така да настрадаат. И можеби тоа ќе не води, мислам, за жал за жртвите, ама ете ваквите трагични настани не потикнуваат да почнеме да мислиме за последиците и за тоа како да ги превенираме тие последици. Затоа што и атомската енергија е нешто што е многу корисно за луѓето, ама во исто време се користи и за уништување. Така и социјалните мрежи и воопшто интернетот и се што се случува на интернетот е нешто што е многу корисно. Еве сега имаме GPT чатови, имаме се, значи нешто што може на сите нас многу да ни користи. Светот стана многу близок, можеме да комуницираме во истиот момент со некој во Индија, во Африка, на било кој континент, на Арктик, на Антарктик, каде и да се наоѓаат, што е исто така многу корисно. Сите одиме на Zoom или користиме други мрежи и тоа е нешто што ние би требало, нели, да не се лишуваме ништо од тоа. За време на пандемијата сите ние, барем психолозите, имавме онлайн активности кои помогнаа на многу луѓе, дури и во некои суицидни ситуации, во ситуации кога луѓето беа осамени, депресивни, да бидеме тука, да можеме да поразговараме, да им помогнеме, но во исто време, за жал, предизвиците кои ги дава интернетот и овие социјални мрежи за некои млади луѓе, еве како што веќе зборувавме, завршуваат трагично и ние возрастните би требало добро да размислиме што ќе правиме со тоа. Да, ќе зборуваме за ваши предлози и идеи. Според вашиот одговор можам да заклучам дека не сте за тоа дека треба да се забрани, еве конкретно TikTok, како најопасна играчка во виртуелниот свет? Ја не мислам дека било што може да се забрани. Еве, ќе го забрана TikTok, ќе се појави нешто друго. Значи, младите
ќе го користат тоа и младите и возрастните и сите ние ќе го користиме сето тоа што ни е дадено како можност со интернетот. Ако се забрани TikTok, излезе нешто друго кое не знам како ќе се вика и луѓето ќе бараат нели да се покажат, да остварат нешто, луѓето научија како и се заработува преку интернетот, Така. како може да станеш и популарен, како можеш да се изразиш себе си, како да си развиеш своја професија. Така да тоа, значи, во никој случај не може да биде негативно нешто, ама оние што се негативните последици би требале да ги намалиме до минимум. Така. Динев, можам да го предпоставам вашиот одговор на прашањето, неве и вас ќе ве прашам лично, што мислите, треба ли да се забрани TikTok со оглед на овие трагични настани? Се согласувам скроз со нашиот психолог тука, затоа што реално не мислам дека таквите трендови треба да бидат резултат на забранување, затоа што сепак таквите платформи овозможиле толку многу за останатите луѓе кои што знаат како да ги користат правилно. И не за џабе кажано, чоколадата е најсладко кога е забранета. Ако се забрани такво нешто, луѓето ќе лудуваат и ќе најдат алтернативни начини како пак да го добијат тоа задоволство од TikTok, тие кратки содржини кои што ги консумираат на дневна база. Не сметам дека е окей да се забрани, но тоа што можам да го предложам е дека треба сите ние да бидеме предпазливи за тоа што го консумираме. Затоа што јас, например, лично избирам што гледам. Ако Така. нешто не ми се допаѓа, ќе го сменам видеото, ќе гледам нешто друго или ќе го блокирам профилот кој што ми ствара немир. И такви трендови воопшто не би сакал да поддржувам затоа што сепак влијат лошо не само на нас лично, туку и на општеството, затоа што другите луѓе се инспирирани или ајде да кажам под влијание на истите и тоа знаат да има трагични резултати. Така што не би за да се забрани, туку само да има повеќе предпазливост и исто така и родителите да пазат што консумираат своите деца. Мислам, во такви ситуации многу малолетни деца користат социјални мрежи, дури деца што се 8, 9, 10 години и ако родителите не гледаат што тие гледаат на социјалните мрежи, можат да научат многу работи кои што нема да годат и нема да ги направат добри личности на крајот денот. Стојанска, како да го исконтролираме тоа? Како можеме да направиме, да ги научиме родителите да сега честно исклучоци нели да не ставиме се во кош, сигурно постојат родители кои што внимаваат, но како да бидеме внимателни? Ете, очигледно согласни сме дека не треба во Македонија да се забрани TikTok конкретно, но сведоци сме на навистина немили трагични настани, но и немили настани од типот на трендови од самоповредување на децата и многу ќе се изразам глупави трендови кои што немаат поента, а се опасни и за здравието, и за животот и така натаму. Дали доцниме со моделирањето на социјалните мрежи за малолетните лица? Па не знам ја колку може тоа да се моделираат социјалните мрежи, докаде би можело да им дозволиш, докаде не. Мислам дека сите содржини, ако е некој на социјални мрежи, ќе бидат достапни за него. Ама ние го доцниме во она што се вика воспитување на децата, како може тоа да го користат. Да им помогнеме на родителите како тоа воспитување да го спроведат. Мислам дека и во училиштата и секаде каде што децата се движат, би требало да има такви некои часови на кои тие ќе учат како да ги користат социјалните мрежи, да им помогнеме да го излечат најдоброто од нив, ама во исто време да ги научиме за сите опасности кои демнат на таквите мрежи, за лажните профили, за лажни ветувања, лажни покани, за секакви игри кои ги повикуваат, ова што вие го спомнавте на самоповредување или во овој случај на младите луѓе кои ќе возат во спротивен правец со огромна брзина, кои се опасностите, затоа што знаете што е карактеристика за децата, да кажам, деца ќе ги рачунам сите оние до 18 години, што многу лесно го губат контактот со реалноста. И она што се случува на социјалните мрежи, они го прифаќаат како реалност. Ама, нели, кога играме игри, можеме не знам колку пати да погинеме и одново да ја рестартираме играта и да продолжиме понатака. Во реалниот живот не е така. Еднаш кога ќе погинеме, тоа значи крај. Она што децата треба да го прифатат како вистина, да го слушнат тоа и да го земат во обзир, да им се раскажува
Како да препознаат кога е нешто лажно, како да препознаат кога нешто е штетно, затоа што оние што постираат такви игри и предизвици за младите луѓе, секогаш го прават тоа за да имат што повеќе следбеници, што повеќе да се клика, што повеќе да заработат на тоа, што повеќе да бидат популарни. Значи, сигурно не го мислат доброто, дека сега овој ќе го ставам и тие млади многу добро ќе се забавуваат. И за нив ќе биде многу корисно, него сигурно знаат дека тоа се предизвици кои се опасни по живот. Или ќе останат инвалиди, ќе останат многу повредени, или ќе си го изгубат собствениот живот. Значи, таа разлика, таа неспособност кај младите, што е дел од нивниот нормален развој, не дека они не знаат, да, него е развој еден во кој што полека ги учиме децата да ја прифаќаат реалноста, со тоа да ги прифаќаат своите одговорности и кон себе си и кон општеството во кое што живеат. Така. И што е најтрагично кога се случуваат овие трагични настани, а се последица прости, но на TikTok во последно време, никој не е. Кој е виновен? На крај, кој е виновен за трагедијата? Мислам дека сите ние. Еве, ова што реков, што би требало да биде системско решение. Значи, да се воведе, ако веќе ние гледаме дека тоа е опасно за нашите млади луѓе, тогаш тоа треба да се воведе нешто во училиштата, матичните доктори, сите со кои што тие деца доаѓаат во допир. Психолозите, родителите, сите ние сме виновни, затоа што требало да преземеме одговорност со тоа што ќе ги воспитуваме во тој правец. Нормално дека животот секогаш нели носи опасности. Дури едно излегување навечер, сега младите остануваат до 11, до 12, па потоа до 1, до 2, до 3. Едно такво излегување носи опасности, ама ние дома како им зборуваме? Кога ќе излезеш, ќе идеш со твоите другари, па нема да се дружиш со непознати, нема да прифаќаш пијачки кои те частат, зашто нешто може да има внатре. Пробај да не земаш дроги, да ти е понуди што дели ајде ќе дуваме една заедно или ќе шмркнеме нешто или значи ние постојано им зборуваме и ги предупредуваме. Нешто такво слично треба да биде и за користење на социјалните мрежи. Постојано да се зборува, постојано да се укажува, не да ги исплашиме младите за да не ги користат социјалните мрежи или да не го користат интернет, него начинот на кој што ќе можат да го користат за своја корист. Така. Надинев, какви се TikTok предизвици постојат кои што се опасни? За кој се си слушнал ти досега и дали може би си пробал некој? Најразлични сум гледал до сега, секакви работи прават искрено на интернетот. Како што спомнав, избегнувам такви работи и не гледам да ги поддржувам истите, а и сакам да се надоврзам на муабетот дека виновни си оние кои што ги поддржуваат тие трендови, дават на валидација, доколку ти лајкнеш, коментираш, оно што го бива видеото, си помислува, направив нешто правилно, луѓето го гледаат ова, го шернуваат, се смеат на истото, а на крај завршува во тренд. Така, пошто колку повеќе луѓе поддржуваат, толку повеќе луѓе ќе го прават тоа. Јас сум налетал на многу глупави трендови, така ќе се изразам. Еден од нив имаше Blackout Challenge, каде што луѓето со техника на дишање се онесвестуваат и тоа го документираат на TikTok. Што не знам со кој прав памет би го направил тоа. Имаше друг Milk Challenge каде што пробуваат да испијат најмногу што е можно млеко, па истото да го повраќаат. Имаше уште еден Belt Challenge каде што си ставаат кајш околу врат и се вртат у круг да видат колку посилно може да се стегне тоа. И нормално тоа резултирало со смрт во некои од тие предизвици што ги прават. Невкусно е, зошто тоа да се прави воопшто, зошто такви работи да гледаат и децата кои што не ги разбират овие нешта. Како што спомнавте, како видеоигра го гледат, ако на видеоиграта починат и после пак се вратат како живи, оживуваат, да. Повеќе живот имаме. Како размислува едно дете од 10 години? Сигурно нема не размислува рационално. Така, во такви моменти може да проба и да ни заврши баш најдобро. Бидејќи се веќе подолго време, 5 години, ако не се лажам, во тој од самите почетоци на TikTok си во тој свет, ме интересира, имаш корисници, односно следбеници кои што се многу мали, кој те следи и дали можеби некогаш со твоите фанови разговараш на оваа тема? Па, мене прилично ме следи млада публика и родители нормално, кои што
гледат што гледат нивните деца. Си има случувано некогаш да видам од некој од моите следбеници да објават такви видеа и да ми излезат на TikTok и сигурно сум коментирал дека не е во ред тоа да се прави. Значи коректор си, сакам да кажам, реагираш на тоа. Се трудам максимално што е можно кога ќе налетам на такви работи. Не сакам да поддржувам такви работи, не сметам дека е во ред тоа да се прави, особено кога резултатот е секогаш негативен. И сум гледал такви работи и сум коментирал, сум кажал наш ова не е во ред. Често е било и не мора да се такви предизвици, дури оговор на омраза, кога некој исмева некој друг или кога кажа нешто лошо. Сите ние имаме право на збор, ама таквите работи најдобро е да си ги држиме за себе во такви моменти, затоа што не знаеш кој пак нешто поминува. Ако спротивната страна која што ги добива тие негативни коментари е во многу лоша ментална состојба, може тоа да заврши во самоубиство или некоја друга таков вид на трагедија. Благодарам што го спомена и ова со менталното здравје, бидејќи навистина сакав со вас да поразговараме и за тоа колку социјалните мрежи влијаат и како влијаат врз менталното здравје на еден млад човек. Знаете, докажано е дека долгото седење на интернет прави некои промени во начинот на кој што функционира нашиот нервен систем и како функционира мозокот. Создава зависност од состојби во кои што со сати остануваш на интернетот, плюс тоа не се земени во обзир тие развојни фази што ги спомнав. Еве, дете од 10 години не може да бараме од него да размислува разумно, затоа што има 10 години, затоа што се уште се наоѓа во некој период на конкретни операции. Значи, апстрактното научно размислување почнува после 12-14 година да се развива логичното размислување. И тоа се уште се развива декаде до 20-тите години. Значи, овие луѓе се уште во некој млади луѓе, деца што ние ги викаме, се во еден развој во кој што користењето долговремено на интернетот прави промени во нивниот начин на размислување, а најтешкото е нешто што они го губат контактот со реалноста, со реалниот живот, со реалното постоење, со оние работи што се навистина случуваат. Не градат социјални вештини, како да разговараат, како да се дружат, не се докажуваат себе си на вистински начин, односно со успеси кои ќе ги постигнат во реалниот живот, така да им се скратува нешто што е многу важно во нивниот живот. И кога тие во првите години на својот живот нема да го научат тоа, после е многу тешко како да ги учат сите тие вештини за живење. Така да времето поминато на интернет, без разлика на што, треба да биде многу ограничено. И тоа е пак, ќе се вратам на нас, возрастните, би требало тоа да го контролираме, да ставиме забрани и треба не само да им браниме, доста или од врата, исклучи компјутерот, него би требало да им понудиме на младите луѓе како навистина да го исполнат својот живот, за разлика од тоа да седат осамени, кога нема што да прави, нормално дека ќе седне на интернет, а интернетот нуди се. Од содржини на Google, на YouTube, па до TikTok и до се што таму може да се најде. Колку вашето, ќе замолам само покусо со одговорите, бидејќи ми алармираат одреđа треба да привршуваме, а имам уште милион прашања. Кажете ме колку вашето лично искуство допрело до клиенти кои што имаат ваков проблем, дали ви се случило да се запознаете со некои млади или малолетни личности кои што биле жртва на социјалните медиуми? Да. Мислам, ја не би зборела сега за моите клиенти, ама воопшто дека не мора имења, се него прави, воопшто дали... значи социјалните мрежи можат да нанесат голема штета на младите луѓе, да нанесат штета на целото семејство, зашто родителите исто излегуваат од памет, преплашени се создава голем проблем во целото семејство. Тоа се шири и понатака, ако се тоа случило во училиштата, во гимназиите, на факултет или некаде местото каде што живеат, исто така голема штета се нанесува, затоа што после сето тоа се пренесува и на улица, и на меѓусебни комуникации. Значи, се може да се реши, ако има, нели, желба за тоа. Родителите кои ги носат своите деца, можат успешно да го разрешат овој проблем. Прво, во работа со децата да знаат дека
да им се укажат на сите опасности и на се што може тоа да донесе. За жал, они учат за тие опасности преку собствено искуство, кое им наштетува, ама потоа да ги донесеме во еден реален живот во кој што ќе може да се најдат себе си и да се реализираат себе си. Така. Родителите да добијат воспитна мерка како они треба да го воспитуваат своето дете и што они можат да преземат за да нивното дете ги надмине тие штети што се направени. Така. Во Србија, истражувајќи на оваа тема, дојдов до заклучок дека во Србија има центар за безбедност на децата на интернет, дури и бесплатна телефонска линија за вакви ситуации. Кај нас не знам кој е тоа превземено. Александар, не те поканив случајно тебе, те поканив со цел затоа што твоите содржини на TikTok се добри, така ќе речам, добри од тиктокер си ти. Еве една порака од тебе лично до сите оние кои што го користат TikTok. Како паметно треба да го користиме и сите зборуваме за оние кои што го користат и кои што прават видео содржини на TikTok. Како да го одбегнеме, како да не скршнеме по лошиот пат? Па, мислам дека е најидеално да се создаваат содржини кои што помагаат на луѓето, кои што ќе ги едуцираат луѓето или се од забавен карактер на начин каде што не наштетуваат. Јас стварно се трудам моите видеа да ги направам интересни, смешни, луѓето да се смеат на истите, но никогаш не сакам да се промовира тој момент на лоши трендови, вулгарност, говор на омраза, такви работи. Апелирам да се избегнуваат и да не се шират на социјалните мрежи, а истовремено стварно и тие што не креираат содржина, барем што следат содржина, да избираат што гледаат. Затоа што сепак тоа што го консумираме станува дел од нашата секојдневие. Ако ние гледаме цело време негативни работи, ние стануваме понегативни. Подсвесно ни влијае тоа и така. Ако гледаме работи кои што ќе не едуцираат, зашто да не? Мислам, социјалните мрежи се толку добра алатка каде што можеме да научиме толку многу работи. Толку многу работи сум научил јас, а истовремено ми возможило да изградам кариера. Тоа ми беше следното прашање, колку TikTok и како ти го промени животот? TikTok премногу ми го промени животот, може звучи смешно дека станува збор за социјална мрежа, ама во текот на овие 5 години јас поминав низ многу работи и научив многу работи за себе си и ми се овозможија многу, ете да кажам, нови врати ми се отворија и можам да кажам дека целото тоа искуство ми докажа дека социјалните мрежи можат да се користат за добро и може да насмееш луѓе, може да дојде некој да ти каже твоите видеа ми се допаѓаат, стварно ме смеат или носиш позитива, само такви видеа те молам споделувај, зашто знае во такви околини каде што толку многу е застапена негативност и сите ние се храниме од таа негативност. На сите нас не е интересно да гледаме нешто лошо отколку што нешто добро. Така. Е тешко да се истакнат оние кои што стварно сакаат да шират позитива. И еден клучен сегмент се заработува од TikTok. Дефинитивно, да. Одлично, ви благодарам многу. Некако брзо ми помина времето со вас. Верувам дека бевме интересни за гледачите и верувам дека ќе поместиме некои размислувања и реакции од страна на институциите кога се работи за оваа тема, зашто не е ни малку наивна. Ви благодарам. Така, почитувани, во продолжение продолжуваме со останатите содржини, одиме со каде во слободно време?